Ете, ги слушнавме деталите зошто Тонизен не се појавил на концертот на Владо Јаневски, а продолжуваме со награди, со балансирање меѓу музиката, забавата и секако здравиот начин на исхрана. Станува збор за пријателите од Бимилк. Бимилк во саботата одржа одлична забава за чиста десетка, што всушност представуваше и слоганот на оваа забава. Како што ви кажа Дамјан, балансира, а најсреќните си отидоа со таблети или таблети. Како ќе му дојде тоа во рацете? Таблет компјутери, таблети тија бидејќи беа секни да ја ублажат среќата. Гледаме како помина забавата во парк на Бимилк. Вчера во градскиот парк беше многу весело. Иако кога се собравме околу 10 часот наутро, нормално времето не беше баш најдобро, но тоа сепак не ги спречи скопјани да се забавуваат, да го ојачаат својот спортски дух, да си освојат награди и да пијат Баланс Плюс. Луѓето од организација дефинитивно си ја сработиле работата, па затоа напладне времето реши да ни врати со иста мера и да се избалансира. А луѓе доаѓа, се освоија супер награди, меѓу кои прекрасни таблети или популарно iPad. Напорни ли бе игрите? Па, малце да. Со Леони заедно по комбинација малку потешко беше, ама добра. Добро се снаоѓа се Леони? Снаоѓаше, да. Во слагалици местење, значи има петка. Од мала е со слагаличките. Во кошарка исто. И така, добро се снајдовме, добро. Настапија и Next Time, Тонизен, Јоко Танески и други познати музички звезди кои ја размрдаа публиката и помогнаа да се воспостави баланс. А за да дознаеме нешто повеќе за овој настан, направивме муавет со Поли која ни кажа на кратко што се случува денес. Денеска балансираме заедно, преку забава, преку рекреација, преку игри, едуцираме за Баланс Плюс. И мислам дека на сите им е доста забавно да бидат дел од овој настан. Како што знаете, Баланс Плюс, редовна конзумација, 10 дена, активен метаболизам, добро варење, се во знакот на бројот 10, од игри, од препреки кои што треба да поминат. А за сите вие што вчера не можете да дојдете, ни откри дека караванот продолжува и во други градови. Планираме овој караван минимум уште на 2 до 3 места да се спроведи ширум Македонија. Тука се Охрид, Битола, да не ги запоставиме и останатите градови. Се надевам и таму ќе имаме ваква посетеност како и овде. А дека битолска млекара, какви секогаш, подготвува нови изненадувања во иднина, ни потврди и Поли. Во секој случај ќе се дружиме и понатаму, а што конкретно нека остане изненадување.